Почитуван домаќин на настанот, господин Светозар Јаневски, почитуван премиер Зоран Заев, почитувани вице-премиери Лјупчо Николовски и Фатмир Битичи, почитуван директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски, почитувани присутни, дами и господа. Присуството на денешниот настан за мене е голема чест. Искрено се радувам на успехот на Тиквеш и посакувам вакви слики на обновени и зголемени лозови насади да гледаме почесто. Тиквеш е корисник на финансиската поддршка обезбедена од програмата ИПАР-2 во рамките на мерката инвестиции во физички средства на земјоделски стопанства. Вкупната вредност на инвестицијата е околу 2,5 милиони евра, од кои 60% поддршка од ИПАР програмата, останатите 40% од сопствени средства. Инвестицијата е наменета за обновување на лозови насади на вкупна површина од 120 хектари и за набавка на механизација и инвестиции во објекти. Навистина е многу убаво чувството кога сме сведоци на нечи развој. Јас сум истовремено и горд, бидејќи ова е заеднички успех како потврда на добрите политики на владата и поранешните министри во земјоделството и добрата соработка помеѓу институциите и приватниот сектор. Преку многу вакви примери, ние застанавме на лидерско место помеѓу земјите кориснички на ИПАР во однос на степенот на искористеноста на ИПАР-2. Како резултат на добрата искористеност на средствата во програмата, за прв пат во историјата, 2 години поред, а веројатно и во 2021 година, Република Северна Македонија нема враќање на искористени средства од програмата. До сега веќе се исплатени 30% од средствата на програмата, а се подпишани договори за 75% од вкупниот износ на средствата. Како резултат на добрата искористеност на средствата, до крај на периодот на реализацијата на ИПАР програмата 2014-2020 ќе биде објавен и последниот јавен повик во јуни 2021 за мерката 7 диверсификација на фарми и развој на бизниси. Во тек се и активности за подготовка на новата ИПАР програма 2021-2027 или ИПАР-3, преку која се очекува нашата држава да добие за 60% повеќе средства во споредба со ИПАР-2. Ние сме лидери во регионот и од аспект на програмирање на новата ИПАР-3 програма. Веќе се започнати консултациите по однос на програмскиот документ и предвидените мерки. Се очекува Европската комисија да ја усвои новата ИПАР програма 2021-2027 за Република Северна Македонија во декември ова година. Веднаш потоа ќе биде објавен и првиот јавен повик од ИПАР-3. Почитувани, покажавме дека можеме. Покажавме дека имаме потенцијал да бидеме најдобри. Продолжуваме понатаму уште поенергично. Со среќа и ви благодарам. Почитувани присутни, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван господине Светозар Јаневски, председател на управниот одбор на винарската визба Тиквеш, почитувани представници на компаниите Тиквеш и групацијата М6, почитувани подпредседатели на владата, почитуван министер за земјоделство Аријанит Хоџа, почитуван Бачовски, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Денеска навистина имаме изворедна можност да ја поздравиме новата инвестиција што ја реализира компанијата М6 Аграр, која е дел од групацијата М6, исто како и винарската визба Тиквеш. Важни се сите инвестиции домашни и странски во сите фабрики кои што ги гледаме. Но ова е нешто што е уште поважно, ова е вековиште кој што останува трајно добро и еден од најсилните наши репрезенти, градејќи го нашиот имидж на земја која што има сериозен процент од својот бруто домашен производ преку земјоделското производство. Навистина станува збор за инвестиција во нови 120 хектари површина со лозови насади и за набавка на најсовремена земјоделска механизација за работа на обработка на лозовите полиња. Оваа инвестиција ги потврдува неисцрпните можности на македонското сонце и земја за развој на земјоделството, особено за развој и експанзија на нашето грозје, како и за производството на квалитетните вина. Инвестицијата во нови лозови насади нема да придонесе само за унапредување на квалитетот на вината на Тиквеш, туку ќе создаде услови и за производство за поголеми количини за освојување на светските пазари и нови пазарни дестинации. Со овој нов потенцијал, винарската визба Тиквеш, со долгогодишна традиција на производство на врвни вина,
со присуство на над 25 пазари ширум светот и освоени 130 високи награди на реномирани светски вински надпревари само минатата година, представува најголем промотор на македонските вина на светската винска сцена. Многу е важно што оваа инвестиција ќе придонесе за понатамошно градење на имиџот на земјата како производител на високи и квалитетни вина и за етаблирање на македонската винска индустрија. М6 Аграр е основана во 2007 година и со својата основна дејност за одгледување на грозје за производство на вината Тиквеш е исклучително развојно ориентирана. Ова развојна иницијативност на М6 Аграр, на групацијата М6 и на Тиквеш ги задоволи највисоките критериуми за поддршка од ИПАРД програмата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Вкупната вредност на инвестицијата во овие нови 120 хектари лозови насади на локацијата Бабуна изнесува 2,5 милиони евра, од кои 60% се поддршка од ИПАРД програмата, а останатите 40% се од сопствени средства. Стручните тимови на М6 Аграр и на Тиквеш ги применуваат најсовремените практики во лозарството и во подигањето на новите лозови насади, се користат цертифицирани садници од најреномираните светски производители и со сорти кои најмногу одговараат на поднебјето и составот на почвата. М6 Аграр и винарската визба Тиквеш на групацијата М6 досега имаат вложено над 3,5 милиони евра сопствени средства во рамките на повеќе годишна инвестицијска програма за унапредување на квалитетот на вината на Тиквеш. Резултатите се видливи и дома и во светот. Се нижат високи признанија и награди за квалитетните вина и се освојуваат нови пазари. Освен сопствени средства, годинава се користат и средствата од ИПАРД програмата преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Вкупниот износ на инвестирани средства досега изнесува над 5 милиони евра во подигање на нови лозови насади на површина од 220 хектари и набавка на модерна механизација, се вкупно во државата. Уверен сум дека успешната приказна и храброста на менеджерските тимови на М6 Аграр и винарската визба Тиквеш на групацијата М6 се добар и мотивирачки пример за придобивките што лежат во нашето земјоделство. На крајот, дозволете ми уште еднаш да честитам на оваа нова инвестиција, да посакам на тамошни успеси за кои сум убеден дека нема да изостанат и дека ќе бидат потврдени со најавата за нов инвестицијски план за подигнување нови лозови насади, кои што се предвидуваат во текот на 2022 година, за што ќе се вложат дополнителни 3,3 милиони евра и ќе биде офатена површина од нови 180 хектари лозови насади. Констатирам на крајот, најуспешна борба против ова пандемијата и инвестициите. М6, групацијата М6 Аграр, тоа го прави, ги охрабрувам да продолжат, а вашата влада и вашата земја овде да продолжи континуирано да ве поддржува. Нека е честито и со успех. Благодарам. Моментално се две актуелни теми. Првата е продажбата на државно земјоделско земјиште. Има најава од опозицијата, односно од ВМРО ДПМН, дека ќе го блокира законот, бидејќи не го прифаќа. Гледаме дека јавноста исто така има спротивставени ставови во од вашата идеја. Што ќе правите визави опозицијата? Дали ќе најдете начин да го изгласате во собранието и дали сметате дека вака предложеното законско решение ќе одговори на потребите на бизнис заедницата и дали граѓаните ќе може да откупуваат државно земјоделско земјиште? Благодарам, јас ќе кажам генерално ставовите политички, а министерот за земјоделие овде да ги даде и деталите внатре, од колку хектари, што е минимум за продажба, како оди делот на постојните концесионери, што со слободното земјоделско земјиште и така натаму и така натаму. За делот на најавата дека ВМРО ДПМН ќе блокира, прв пат слушам и ништо ново. Лесно е да блокирате. Важно е да партиципирате во нешто и да дадете прилог. Уште еднаш да напоменам. Ваквите инвестиции кои што се прават во земјоделството, ниту една банка не ги зима гаранциите кои што ги дават самите насади, го очекуваат земјиштето, за да може да продолжат. М6 е еден од најголемите инвеститори во
М6 групацијата е еден од најголемите инвеститори во државата, и тоа во лозарството, но во сите други области во земјоделието, главен предуслов за севкупен економски развој во оваа многу значајна економска гранка во Република Северна Македонија е собственоста на земјоделското земјиште, која што е неопходен услов за развој преку соодветни светско познати инвестиции во земјоделието, ако сакаме да бидеме барем рамо до рамо со регионот и со светот. Не постои инвеститор, не постои никаква можност за дополнителен развој, што би го нарекол сериозен развој во земјоделството, без собственоста на земјиштето. Земјиштето нема да го носи никој ниту во Австралија, ниту во Америка, ниту по Европа. Тоа е тука. И тука останува. Прашањето го ставаме како ресурс за развој или не. Затоа ја отварам оваа дебата за сите. Ние не брзаме, законот гледате на НР поставен, нека има дебата, нека ги кажат сите своји прилози, но дефинитивно имаме најголеми аргументи на свет зошто оваа работа треба да продолжи, ако сакаме да растеме во бруто домашниот производ во делот на земјоделското производство, ако сакаме да растеме во зголемување на продуктивноста во земјоделското производство, а да инвестират сите оние кои што работат македонските ниви, дополнително во механизација, дополнително во рационализација на трошоците и секако во максимализација на компетативноста на македонскиот земјоделски производ, неопходно се земјоделското земјиште да биде дадено во собственост на сите инвеститори. При тоа, секако овде ги ставаме сите ограничувачки фактори. Тоа не може да биде урбанизирано и искористено за градба. Не може да биде препродавано и во одредени периоди и рокови. Секако имаме лимити на колку најмалку хектаражи може да одат во продажба. Ако не се лажам 10, ќе каже министерот Хоџа дополнително. Секако постапките ќе бидат компетативни, конкурентни. Работиме заедно со меѓународни институции, ФАО и други, кои што работат со нас и вадиме практични примери на секаде во светот и користиме best practice или најдобра практика која што постои на европскиот континент. Верувам дека овој процес ќе биде силен импетус на развој на македонското земјоделие. Државата не го прави заради пари во буџетот. Парите се релативна работа, тие секако ќе помогнат во многу важни сектори, како што е Just Transition, или транзицијата од јаглен во обновливи извори на енергија, во дополнителен развој на земјоделието, неколку проценти се предвидени да одат за поддршка на локалните самоуправи, секако се поделуваат средствата, мислам, меѓу локалната самоуправа и владата во овој дел. Сето тоа ќе се искористи за развој на земјоделието, но и за севкупниот економски развој. Другите детали ќе може министерот за земјоделие да ги даде како одговор. Второ прашање, имаме наслови веќе во јавноста, сложни политичари во петок мрсат, односно носат закон за легализација на дивоградбите. Гледаме, вие реагиравте дека 50.000 сиромашни семејства се може да легализираат, но тука не е само за сиромашните прашања, гледаме дека и многу богати со хациенди со узурпиран простор во заштитени зони ќе бидат легализирани. Вие кога бевте опозиција, викавте, имавте решение до одреден број на квадрати да може да се легализира се што е она богато стекнато, односно знаеме кој инвестираше во тие моменти, нема да биде легализирано. Се повлековте од таа ваша идеја како опозиција, претседателот не ви го потпиша законот, дали ќе го повлечете или останувате да го изгласате вако како што е? Владата прво ќе продолжи со дискусија, имајќи ги во предвид предлозите на претседателот, односно укажувањата за резервите кои што претседателот ги има како причина за непотпишување на законот. Мислам дека преку стручните тимови во владата можеме да одиме и детално чекор повеќе во прецизирање на легализација во национални подрачја, во национални паркови, заштитени подрачја или слично, иако законите тоа го определуваат и до сега. Се знае кој дава согласност, како се дава согласност и немаме легализација во националните паркови, иако законите од 2011 година постојат, освен тоа што во националните паркови секако е разработено во 3 фази. Строго заштитено подрачје, развојно подрачје и подрачје кое што е измеѓу, и тоа јасно определено согласно меѓународна регулатива која што е потврдена и пресликана кај нас. Ако можеме да одиме дополнително плюс со правни формулации тоа, плюс да го заштитиме и да не зависи од мислењата и согласностите на одредени институции, јас сум позитивен и подготвен да го дополниме законот токму во тоа. Реално, и пред вас како човек и пред мене како човек, но пред се пред институциите на системот, сме исправени сите пред
двојбениот однос, односно опциите кои што ни стојат на располагање. Едната опција е да не продолжиме понатаму со законот, и тоа автоматски значи отстранување на сите бесправни градби во државата. Затоа што законите се јасни во моментот кој што се постоечки. Инспекторот е должен да издаде решение за рушење, доколку тоа не го направи, одговара кривично, а градоначалникот или министерот за транспорт и врски соодветно, ако не направи извршување, односно не го струши објектот, одговара кривично. Тоа значи дека сите институции од локално и централно ниво ќе мора да ја завршат таа обврска, во спротивно ризикуваат кривични пријави и процеси пред обвинителства и пред судства. Но најважниот елемент според мене е социјалниот аспект на живеачката на значаен број на нашето население. Тоа се некаде над 50.000 објекти кои што имале право и порано, но не го искористиле правото заради тоа што се работи за граѓани под прагот на сиромаштијата, кои што не можеле да платат елаборати, не можеле да платат по 1 евро во општините за да може да ги легализират своите објекти. Новиот закон има решение за тоа, сите приматели на социјална помош и ваквите случаеви кои што ќе потврдат дека се под прагот на сиромаштијата не плаќаат ништо за ваквата легализација. Второ, колективните згради се отстранети. Не постојат колективни згради предвидени во процесот на легализација. Трето, се што не спаѓа во групите на посиромашни граѓани, а имат свој објект за легализација. Тоа е најчесто, не знам, стовариште, погон, фабрика. Прво е добро за државата тие објекти да не се рушат и да останат како трајно материјално добро. Отстранувањето е лесно да го направите и да уништите трајно материјално добро. Второ, кога се легализираат, ќе имаат обврска да платат 50% повеќе отколку што би требало да платат комуналии ако редовно би граделе. Со тоа се испраќа пораката дека не се исплаќа во иднина повеќе да се гради бесправно, односно да тргнат граѓаните да градат согласно одобрение за градба. Така да дефинитивно сите сме исправени пред ваквите дилеми. Јавно ја отвараме дебатата, гледате отворено да дискутираме и треба да донесеме одлука што. Јас сум на став, како што сум бил и на став 2019 година, кога владата го донела и освоила овој закон и го пуштила до собранието, тој е пуштен од есента 2019 година самиот закон, дека треба да водиме грижа за граѓаните. Ние постоиме заради нашиот народ. Ако граѓаните барале преку своите општини, а ЗЕЛС преку своите општини, преку општините побара од нас донесување на вакво законско решение, ние треба да им излеземе во пресрет на граѓаните. А се што прави резерва, се што прави тегоба, несигурност кај нашето население, треба да го видиме, да го слушнеме и дополнително да преку законски правни норми го гарантираме. Тоа е според мене решението, но секако само сум јас еден од еднаквите и во владата и во општеството и верувам дека ќе имаме внимателно дослух со граѓаните, со сите граѓани, за да можеме на крајот да донесеме исправно решение. Во многу развиени земји како што е Канада, воопшто не се проведува. Ти можеш да купиш, ама земјиште нема. Се согласувам, Канада е позната по дрвната маса, по шумите, по се. Не може да го купиш. Се можеш да купиш, ама земјиште нема. Зашто кај нас тоа не го кажа? Сега, вие мислите дека е тоа така, ама како тоа земјиштето под вашата куќа и двор, па може да го купите. Како очекуваме да земјоделците во принос бидат достоинствени и горди земјоделци кога немат пари од што да инвестират? Ниту една банка не дава пари за инвестиции затоа што земјиштето е на државата. Не може да инвестират понатаму. Тие што малку пари имат, го прават тоа, но се во 10% пониски од трендот светски на инвестиции во земјоделството, се мислам на механизација, на нови сорти, современи чекори на инвестирање, кои што се компетативни на пазарите. Можеме да останеме тука ние на европскиот континент и можеби едни од ретките или единствени каде што земјоделското земјиште нема да е приватизирано, односно треба да се откажеме од нашата компетативност во земјоделието. Нема да ги следиме оние со кои што се бориме на пазарите. Инвеститорите во лозови насади во Шпанија, во Италија се собственици на земјиште, кај нас не се. Инвеститорите на градинарски производи се собственици на земјиште и во Турција и во Италија, доматите, краставиците и слично, овде не се. Тие имат ефтини кредити, имат можност за грантови добивање се, заради тоа што имат собственост на земјиштето. Нашите немат. И како ќе се борат нашите, заедно со сите други и слично.
знаевте, од претходна власт во тоа време е донесен закон за продажба на земјоделско земјиште со толку недоречености и системски проблеми, со тоа што имало и комисии што земале плати за да одлучува за продажба, никогаш не се направило никаква продажба на земјоделско земјиште. Што се однесува до правото на земјоделците за да купуваат земјоделско земјиште, еден од механизмите е јавниот повик за тие што веќе имат под закуп. И тука значи се над 9000 договори за закуп во ниво на држава. Тука не се сите богати. Тука има земјоделци што имат по 1 хектар, по 3, по 5, по 10 хектари и сите тие што ќе имат можност или бизнис план за да можат да кредитират или да земат заеми од банките за да го развијат својот дел, ќе имат можност да го купат. Доколку тие неќе да го купат, тие ќе продолжат со договорите за закуп. Значи во ниту еден случај нема да му се одземе земјиштето на тие што го работат. И затоа мислам дека законот многу јасно, прецизно и безбедно за сите земјоделци и за тие помалите индивидуалците, но и тие што сакат од типот на големи површини да развојат во делот на економијата. Законот има една цел, не само инкасирање на средства во буџетот. Законот има за цел развојна компонента на економијата. Земјоделството е трета најголема гранка во економијата на нашата држава. И затоа мислам дека на прв пат се прави на ваков начин, на најтранспарентен, на најинклузивен начин, со тоа што повикуваме сите што имат аргументи да не ги достават, ќе има и јавни дебати во собранието, ќе има и организирани по региони и се што е аргументирано ние ќе прифатиме само за доброто на земјоделците и на земјоделството во главно во нашата држава. Така да и тоа што се кажува дека ќе можат странци да го купуваат земјоделското земјиште не е точно, бидејќи има одредени механизми за одбрана од тоа. Не може странец со 51% оснивачки влог во компанија да купи земјоделско земјиште. Значи тоа е ставено во законот. Точно е дека има само еден начин, а тоа се работи за стратешки инвестиции. Стратешка инвестиција по законот за стратешки инвестиции на 30 милиона евра. Дали ќе зема 10 хектари, дали ќе зема 5 хектари, дали 1 хектар, тој што ќе зема за стратешки цели мора во тоа земјиште да инвестира над 30 милиона евра. И тука е тоа што треба да се разјасни во јавноста и мислам дека дебатата е во ред, нормално, ние затоа ја предизвикуваме дебатата од пред време на носење на предлог законот и сега и тоа што го кажа и премиерот и јас уште еднаш апелирам дека сите што чувствуваат дека треба да бидат присутни во делот на јавната дебата да ги дават нивните аргументирани предлози и нормално ќе разгледаме се. Значи, експертите се консултирани бидејќи предлог законот е направен со пари од ФАО. Студијата, каде што се вклучени, се направени од меѓународна институција, не е направено значи така од наша рака кој што се вели народски. Тоа што имаше многу реакции во изминатиот период, баш од професори од земјоделскиот. Мислам дека затоа јавната дебата и затоа од денот кога е поставен на ЕНЕР, јас сум повикал на дебата и реално тоа што се кажува дека малите земјоделци нема да можат да имат корист од овој закон, кажуваме дека треба децидно да се чита законот, предлог законот е јасен, дека сите ќе имат подеднакви права. Ако тие не се спремни да го купуваат, има долгогодишни договори за закуп и ќе ги продолжуваат истите, никој нема да му ги земе тие површини за да ги работат. Ние имаме над 110.000 хектари површини слободни кои не се користат во моментот и ние треба да ги ставаме. Слични ситуации на продажба има во соседството и во Европа, Хрватска, Романија, Германија и многу други земји што навистина имале успешна приказна од ваков тип на развојна компонента. Учествува во овој дел на инвестицијата, наменувањето на лозовите насади. Мораме да се заблагодариме на агенцијата, на платежната агенција, бидејќи користиме ИПАР средства и на Европска унија. Што се случува тука? Македонија има големи можности. Неќа бевме со заменик министерот, гледавме една обична работа во Србија, во овоштарството, промените кон пазарните производи во овоштарството. Извозот кој го прави Делта Аграр изнесува некаде околу 40 милиона евра од 500 хектара.
Во Преспи имаме 4.500 хектара, али тоа е друга приказна во едни други времења која ќе разговараме и која треба да сами да си ја решиме. Во М6 Аграр во овие лозови насади влезе скоро пред 20 години. Во анализите што ги имавме, анализите на пазарот и анализите на лозјата, имавме големи проблеми. Приносите на лозјата беа мали и тоа е грото од земјоделието во овощарството и лозарството, нема никакви инвестирања во долг период. И затоа ние последниве 4-5 години вложуваме во овој дел на промена на виновите лози, едно е по основ на јилдот, по основ на приносите, вториот дел е по основ на пазарниот демант, односно во целиот овој период, пратејќи го пазарот преку Тиквеш, утврдивме и знаеме што е денеска пазарен елемент или пазарен производ на пазарите каде што присуствуваме. Вкупно до сега имаме променето некаде околу 120 хектари. Ја би рекол дека треба да направиме промени во 450 хектари да ги промениме. Не е само тука во Велес, него и во Барово и во другите локации кои ги имаме. Инвестирани се до сега некаде околу 5 милиона, со тоа што големиот дел од онаа помошта на ИПАРТ и некаде околу 440%. Иако влеговме во епидемија и бевме во локдаун долго време, исклучени од се онаа што значи активност и економска активност, ние не престанавме да инвестираме. И ланска година, и оваа година продолжуваме со исто темпо, тоа ни се зацртани планови, и тоа е онаа што во иднината ќе продолжиме. Ние сме преку Тиквеш една од винариите која нема негативен импакт од се онаа што се случуваше, дури на некои простори имаме фантастични резултати. Тоа значи дека успеавме сами да си ги разрешиме проблемите и да излеземе како победници од епидемијата. Што се овие насади? Што вакви насади? Ова се насади кои се веќе вклучени во оној модерен тек, капка по капка, распоред на редови, да може да се употребува машинска берба, бидејќи онаа што го предвидуваме во иднината ќе имаме многу малку работна рака во Македонија. Бидејќи е сето тоа така, сето ова што е припремено во тој пристап. Другиот дел е, ви кажав, пазарниот елемент кој не усмерува во делот на онаа што е потреба на пазарите. Овдека на овие делови, ова е локација во еден, мислам, географски, оние што не добро се лоцира, тука се влезот на бабуна, тоа е клисурата на бабуна и со врстите кои изумираат белоглавиот орел, и Вардар. Сето ова подрачје и тероато е едно од најдобрите тероа за црни вина и тоа е делот каде што се произведува грозјето за бела вода и првиот успех кој го имавме со паркеровите преку 95 поена. Ја нема да должам многу затоа што денеска е убаво време, точно мајско време, со високи температури. Иначе овој регион е познат по многу високи температури, 42 до 45 се наоѓаме во Велешката долина. И сите овие сорти кои ќе ги погледате се од тој тип. Од десно од мене имате гренаш. Гренаш е типично гренаш црн кој е типичен за Јужна Франција. Од другата страна имате плавец кој е далматински, кој е типичен за Далмација. Горе над мене имате вранец, се тоа црни сорти за овој дел на регионот. А се она што друго Тиквеш го постигнува, веќе го знаете, ја да не го повторувам. Го поканувам следниот говорник, мислам дека е министерот за земјоделие да повели и да продолжи со неговите видувања. Почитуван премиер,
почитувани вице-премиери, почитуван министер, почитуван господин Јаневски, почитувани присутни. Ми представува огромна чест и задоволство што сум поканет да бидам дел од почетокот на нова инвестиција во секторот винарство. М6 Аграр е одличен пример за компанија која и во услови на здравствена пандемија, проследена со тешки економски последици, успева да го осовремени своето производство и да чекори паралелно со европските стандарди. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како имплементатор на ИПАРД програмата, даде огромен придонес и поттик за почеток на оваа инвестиција. Со склучувањето на договорите од ИПАРД фондот, вредни 622.000 евра, овозможивме финансиска поддршка за техничка подготовка на земјата за новите насади, набавка на столбови и земјоделска механизација за обработка на насадите. Со оваа инвестиција, компанијата не само што се модернизира, туку ги намалува и производните трошоци, како и времето за обработка и одржување на насадите. Со ИПАРД 2 програмата, само во секторот преработка на грозје, склучени се договори со вкупна поддршка од 3,6 милиони евра. Тоа се сериозни средства, со што домашните капацитети отвараат можност за зголемување на домашното производство на грозје и преработки од грозје, кои понатаму се пласираат на домашниот и меѓународниот пазар. До денеска, преку ИПАРД 2 инструментот, склучени се 1723 договори со вкупна вредност од 51 милион евра. Од досега реализираните проекти, во македонскиот аграр вбризгани се близу 18 милиони евра. Агенцијата беше и ќе продолжи да биде најголем партнер на земјоделците и компаниите и двигател на растот и развојот на земјоделското производство и руралниот развој. Несебичната поддршка која добиваат апликантите веќе позитивно се одрази и на бројот на апликациите. Со ИПАРД 2 покажавме дека знаеме и умееме средствата кои ни се на располагање да ги абсорбираме и да го развиваме домашниот агросектор. Признание дека сме на добар пат и дека сме лидери во искористеност на средствата во регионот добивме и од Брисел, а веќе во ИПАРД 3, која треба да започне со имплементација од наредната година, очекуваме многу поголем буџет од оној кој што го имавме во претходниот период. За крај, сакам да и честитам на компанијата М6 Аграр и да им посекам успешна реализација на оваа инвестиција, а ние како институции остануваме посветени на јакнење на домашната економија и бруто домашниот производ. Ви благодарам.